луѓе. Веќе да. Од другата страна придонесува и загубење на душата. Јас сум од оние кои сум страшно носталгична по враќање на душата. Од тука и пишувањето. Да, од каде таа инспирација тамо беше? Потоа некој мора да сочува нешто, веќе доста е за се зборува за вече шони, за плочки, за станови, за хотели, значи го изгубивме она преку нема библиотеки, го изгубивме она преку кое што светот еволуираше. Значи внатрешниот дух е нешто што највеќе те воздига. Па веројатно да некој мора да пишува, макар и за самиот себе ако нема за кого. А многу интересно што пишуваш навистина крајности, од колумни кои што се многу реални, многу секојдневни, многу откачани, а па до навистина духовно востигнати книги. Е сега, која е вистинската Јасмина? Каде е балансот? Вистинската Јасмина е една спокојна, нормална и едноставна девојка која вечно се труди да биде што може по-блиска по-добра со луѓето. Сакам да им ја представам мојата душа, значи во најчиста субстанца на душа на луѓето. Без глумење? Без глумење. И сакам да се обидам да покажам дека на едноставноста стварно треба да се биде дорасната. Ако не знаеш да си дораснат на едноставност, тогаш не можеш да бидеш едноставен. Јас се чувствам навистина дорасната на мојата собствена едноставност. Вип Гала списанието е твоја собствена долги години, а малку ми недостига периодов. Каде, што прави? Вип Гала е во една пауза од 2 месеци, од месец и пол точно, поточно, и е во период на трансформација, како што се може да се трансформира во животот, така да редно време да сватиме дека некој нешто, дори колку да биле убави, треба да доживеа трансформација, конкуренцијата станува голема. Мене би станува кожата претесна и просторот претесен. И одлучивме по примерот на Fashion Avenue, кој излегува на 7 јазика, да го направиме и Вип Гала, интернационално списание, кое ќе биде пласирано низ просторите на Балканот. Значи ќе биде со редакција од бившо југословенските. Меѓу другото, јас сум и од оние деца кои се родени во наша Југославија, и нација југоносталгична, без разлика на сите убавини на промените што ги донесоа и тие развојување на земја или не знам што и како. Сепак сум да биде достапна за сите да може. Пазарот ни е толку многу мал што едноставно не можеме да функционираме еден без други. Кога во еден свет на таква глобализација целосна, мислам, сите границите ги отвараат и Азија се стреми кон универзалната свест, ние да се затвориме во нашиот национализам, мислам дека е смешно. Така е, супер. А Fashion Avenue, па го спомена, значи одиме по некој си малку измеса ритм на ништата, меѓутоа нешто што во последно време најмногу те окупира. Фантастично, престижно списание, може тука малку да ги покажеме, значи. Мене ми е многу и смешно таа гледката кај што ја снимаат сега моментално, да се гледа затоа што ќе се гледа сега за секунда. Fashion Avenue, кое е крајно елитистичко списание, значи кое третира луксус, гламур и сатови, скапи коли од 40.000 евра и диаманти, а од друга страна се наоѓаат моите книги. Ова се две од... Ајде малку за Fashion Avenue, токму за овој свет кој што го спомена, и мене ми е многу драг, многу го сакам, што на еден начин ме привлекува токму поради она естетското што јас го негувам, а токму поради тоа што е врв на нештата. Гламурот и сето она што е вредно. Па кој знае дали е гламурот врв на нештата? Добро, во однос на материјалното. Гламурот е врв на некој нешта, на одредени конкретни нешта кои третираат конкретно нешто, да кажем. Добра материјално. Идеме на дефиниција. Ако идеме, затоа и го кажав таа споредба, сакам да кажам, дека ако врвот на нештото од едната страна е гламурот, од другата страна се наоѓа то нематеријалното, значи не гламурот, духовното. Значи сега имаме споредба конкретна на тело и на душа, на Fashion Avenue, кој чиста субстанца на представување на телесното во човекот, потребата за нашите страсти, насушната потреба на секој човек, веројатно. И од друга страна го имаме мојата контрастност, знакот риби, потребната насушност на јангот, на женскиот принцип на функционирањето, значи да се биде... Ето, музиката слуша. Да слушаме музика и доста. Посветен на она што е всушност искренско и заради кое што постои светот, а тоа е душата. Така, но како човек се доста обкружена, да кажеме, со луѓе кои што токму имаат, кои што представуваат некој нешто во оваа држава и токму по некој си рит на нештото и тие имаат голем дел во твоите списанија. Дали мислиш дека во тие луѓе се крие нешто посебно, од некаков, да кажеме, успешни се, па поради тоа имаат и квалитети, или нешто сосема друго ти е интересно што откриваш кај нив? Бил многу богат човек, па се откажал, значи за да станеш духовен човек треба
да бидеш да и поседуваш нешто, да имаш Ама не нешто, на Rolex сат. Да имаш па дури да е Rolex сат, да имаш од што да се откажеш. Ако јас немам од што да се откажам, мислам за кој откажување зборуваме. Да. Да. Да заклучиме. Ајде повели. Не, добра, ајде. Не, сакав, навистина, видов книгите интересни насловни страни, би сакала малку повеќе да отиеш што се крие под нив. И може потоа да одиме и со фотографиите, да, пошто и видувам многу дека ми се се веќе подготвени, да одиме малку низ патувањето на Јасмина. По-лесно да се објаснат книгите, бидејќи сепак книга сметам дека е достојна да се дочита, да се прочита и да се разбере онака. Мислам, навистина е малце примитивно авторот да зборува за својата книга и да представува, затоа постојат рецензенти. Последната моја книга вклучив, за разлика од многумина, што се плашат да вклучат рецензенти, мислејќи дека рецензентите ќе им побарат пари во денешно време. Јас вклучив бесплатно и со крајно задоволство 7 рецензенти. Значи, тоа е книга од 77 песни на 7 јазика, со 7 рецензенти, се вика Шаман и за прв пат ќе биде промовирана во Белград на Белградскиот сајам на книгата. Тоа ми беше важно да го кажам, като го ги скокнав стики. Тоа иначе месарница, да видите како изгледа месарница под Хималаите, а вака се спалуваат, еве го нашиот живот, да видите како за некој значи живот. Спалување, значи машкото тело, ако сакате вака да знаете за колку часа догорува, за колку женското спалување. Женското тело догорува за жал за 2 сати, а машкото тело догорува за 4 сати. Сепак сме правени по различна формула. Да. И по тоа ќе видиш колку сме различни. Овие се тибетански знаменца. На секој од нив е напишана молитва и како ќе дувне ветрот, тие ги разнесуваат молитвите ни светот. Убавината на тибетанската филозофија е во тоа што религијата не се концентрира на задртоста на подрачјето во кое што живеат. Туку тие молитви се Ом Мане Падме Хом, оваа песната што слушаме да кажеме, насочена кон универзалното, значи кон сите земји, кон сите луѓе. Они кои се молат, те се молат за сопствената среќа, туку се молат за среќата на сите луѓе. Да. И тоа е убаво. Широко, за разлика од ова наша Македонија, која што се претворила во една голема себичност и многу голем егоизам влада, искрено тоа го забележувам секојдневно и секогаш ми пречи, па и можно да го споменам. Со оваа музика сама беше овде Јасмина, значи нова патување беше сама? На патувањата секогаш идам сама, подготвена со лоби од Индија, од еден пријател кој е најголем познавач на тибетанскиот будизам. Значи тој ме пушта таму луѓе, некои средби, да кажеме, јас во Непал за разлика од многумина и од новинари, дури познати од јаките туки, успев да направам интервју со Махара кој беше заменик на премиерот на Непал, значи влегува во влади, влегува кај средба и со живата Божица, имаат кумари, една жива Божица која никој не сме да види. Така да овие приказни во книгите се навистина реално животни приказни кои за нас се малце несватливи, затоа што сваќаме дека кога ќе ги прочитаме дека постои дека некој кој знае на друг начин да сака, на друг начин да постои, на друг начин да ги гледа нештото кои за нас ги гледаме многу поинаку, мислам. Површно, знаејќи што се крие во позадината, нели? Да, и нема да е нашето точно или нивното точно. Не е важно. Важно е дека не сме само ние тука на земјава. Мислам, кога ќе се спуштите, еве јас неодамна бев во Сингапур, да кажеме, не сум била, ми го препорачува, тоа не е некое духовно патување, тоа е баш, мислам, за релаксација, така. Познат по шопинг центри, да кажем, има цела улица на едно 30 шопинг центри, огромни сите, значи оние представници Прада и Gianfranco Ferrari, све е тоа таму. Значи тој дише Сингапур дише гламурно. Меѓутоа, кога се симна во Сингапур, дојдов ноќе и видов дека летаат некои птици. Значи, они се отидени до тамо, не сум била во Јапонија, меѓутоа предпоставувам дека тоа сличното го има во Токио. Помислев дека да умрев да не го видев ова, нема да знаев дека Марс се стигнав на земјата. Значи, Марс има и на земјата, ние тоа не го знаеме. Да, апсолутно. Ние живееме со нашата локална политика, со нашите локални личности и никако да го надминеме нашето првен за да се доближиме до нешто вонгранично, да не кажам повеќе од вонгранично, да не кажам југословенско веќе. Некако многу се... Верувам дека таму да ги прашаш не знаат никој премиерни, како се... Еве, мене ми беше многу интересно, една девојка во Непал носеше мајца во Катманду со Бритни Спирс и ја прашав
дали знаеш која женава што носиш на себе? Ми кажа немам појма, ја ја објаснив која е. Потоа се пофалив дека имам концерт во Будва на Мадона беше тогаш концертот. Кажав дека морам да се вратам за да видам Мадона како изгледа во Будва. Сите